Јас сум мобилен, ништо не е хитно. Кога до мене си, друго не е битно. Заборави на се, било што било. Ти си сонце, свет. По турбулентната година во која беше многу повеќе приватно отколку професионално во фокусот на јавноста, по се што му се случуваше во пропаднатата врска со сега веќе бившата девојка Антонија Гиловска, пејачот на Ливаро Бенд, харизматичниот Иван Јованов, неодамна однова ја шокираше јавноста. И тоа повторно со сегменти од приватниот живот, но овој пат по вид на приватни вести, кога од нигде никаде, како гром од ведро небо, обзнани дека наскоро ќе стане татко. Ја представи во јавноста својата нова избраничка, хријанката Ивана Зимбо, а обајцата јавно открија дека очекуваат женско дете, односно ќе станат родители на ќеркичка. Имам секогаш ме задоволство кога имам во бекстејдж неколку, кога се ти во бекстејдж имаме ексклузивата или имаме оно кој што се случува пред на музички план. Со Ива направи еден искрен пријателски мовет за се оно кој што се случува приватно и за се оно кој што го помина тој период, но деновија шокираше јавноста. Деновија се топ тема по медиумите. Пред да дојме тоа. Да направиме рекапитулација на се оно кој што се случуваше летово со Ливаро Бенд. Што е на кој што значено би ми го издвоил? Па, што би го извел, нема нешто посебно, освен многу работа. Некој очекува, да речам, како да кажам, некој очекуваат сите, ајде, уште една песна од нас, иако не ќе да ветувам ништо, ви ветив и на вас дека до нова година ќе снимиме уште една. Имаме премногу работа, неочекувани повици од странство. Најверојатно ќе одиме во Шпанија, ќе одиме во Швајцарија, ќе одиме во Австралија, малце подолго. Ова е, сега ти кажам, се наредна година, бидејќи оваа знаеш и сам дека ни е веќе букирана. Тоа ни е, да кажам, на професионален план, како што праша. Избегна нешто. Летово се криеше низ Охрид, не можевме, тоест јас не можев да дојдам до тебе, иако те гледавме некаде. Спомнав дека деновија се топ тема по медиумите, Станош татко, ти честитам од моје име, од името на бекстејдж, ти се оствари желбата. Да. Прво прашање, зошто криеше од сите? Кога велам од сите, не мислам на нас медиумите, туку криеше од многу блиски луѓе кои што се до тебе. Па види вака, не тоа дека јас нешто како криев, биди Криеш. не се покажуваше тоа во јавност, бидејќи Ивана си беше во Охрид и јас бев подолго време во Охрид. Тоа криење не беше во Охрид воопшто, значи во Охрид бевме ние секаде јавно и излезени и се дружевме и со нејзини и со мои пријатели. Единствено можам да кажам дека криење било во Скопје поради тоа што ние не сме се појавиле заеднички во Скопје и ете тоа нека биде како криење. Не сакав да знаат многу луѓе бидејќи сакав се да е во ред пред се со неа, со плодот и тоа да го објавиме и за тоа мораше така одеднаш се да направам. Беа само моите најблиски роднините и незините роднини на тој настан. Имам еден или двајца пријатели, тој што ќе ни биде кум, старосватица и слично понатаму на свадбата. Сакав така се наједнаш да направам, бидејќи јас подолго време и се познавам со Ивана и го поминавме, да кажам, поготово ова лето скоро цело заедно. И на многу луѓе им е драго, така да јас сум задоволен, многу луѓе ми се налјутија што не ги поканив, да речам, на... Тоа, има многу луѓе кои што ти се љути. Имаме многу заеднички пријатели. Се бавиле в еден брифинг со блиски твои луѓе, не ти кажам со кој. Ме кажа дека многу ти се љути, дека се дружиле секој ден и дека не си ги викнал на толку битен ден, дел и сето тоа. Знам, најверојатно со Мартија си зборел. Не. Блиски твои пријатели од надборот се. Моите извори не ги открива. Во ред, договорот беше да видат само нашите родители, верувале или не, и на чичко ми заборавив да му се јавам. На татко ми му пишав во 12 часот ден така и ќе се случува настанот. Така да и јас не бев нешто толку многу посветен на тоа, чисто сакавме формално да објавиме како видео, за да дознаат сите луѓе и да не морам после понатаму да се објаснам. Еве нели јас пак сум кај вас да кажам нешто, но не сакав да се шири тоа пред да се случи, ме разбираш. Многу од коментариве ги читав коментариве дека ова го правиш како освета, за освета, враќаш на оно што претходно ти се случило. Сакам коментар околу сето тоа, знаеш? Нема никаква освета, ова е направено со љубов. Доколку нешто друго не е направено со љубов, тоа се гледа, а може да видат и оние кои што ме знаат и гледачите што не ме знаат, а ме слушаат на настапи, ми се гледа промената на мене, ми се гледа на моето смирен се малку. Да, на мојот изглед и на се и се гледа едноставно дека сум среќен. Така да тоа ми е најбитно. Колку време сте заедно? Па заедно сме... Колку време се криевте заедно? Па скоро една година, еве да кажам, нешто повеќе од една година скоро. И
тоа е како што ти кажав, значи можеби во Скопје сме се криле затоа што не сме се појавиле во Скопје, иначе во Охрид скоро сите и нејзини и мои пријатели знаеа дека сме заедно. Скрша многу срце, женски. Свесен си за тоа? Не, озбилно. Па да, свесен сум, добивам и многу коментари од блиски луѓе и од роднини дека ете како, ама мора некогаш. Јас си пресеков сам на себе и кажав дека тоа мора да е сега. Така се договоривме и со Ивана, не беше спонтано, беше договорено, со љубов направено, со љубов да кажам створено, така да не знам кој да ми го постави ова прашање би го кажал истото ради тоа што е стварно со љубов направено. Што те остави? Знаеш, после се она кој што го преживеа, не беше лесно и едноставно, барам од медиумски аспект беше на тапет се збориш. Има ли простор за љубов после сето тоа? Како? Секогаш има простор за љубов. Значи, јас сум уметник пред се и знам дека љубовта секогаш постои, бидејќи знаеш како музиката е комплексна работа и доколку нема љубов кога се ствара нешто, поготово кога се ствара музика, едноставно таа песна или тој видеозапис не поминува добро. Дури и кај најблиските што ќе те тапшаат во рамо ќе ти речат окей. Значи ако не е окей, не е окей, ако е окей, сите приметуваат дека окей, тоа е пофалено од сите усти, зборувано секаде низ град, низ цела Македонија и така. Повторно интерен мовет дека кога би станал татко, би сакал да станеш татко на женско дете. Да. Ова често го кажеш барем со твои блиски пријатели, ти се оствари таа желба. Да, апсолутно ми се оствари желбата поради тоа што мислам дека девојчињата на таа возраст додека растат се како да кажам зрели, би сакал јас здравје второто да е машко, па сестрата да го учи помалата, да. Спремен ли се на овој голем чекор? Сакал некој мора да се подготвуваш на кој начин? Знам дека Војко кој што многу чува деца, сака деца и на настапи и пред настапи кога те даја деца дека многу ги сакаш. Да, навикнат сум со дечиња, бидејќи на многу блиски и на многу пријатели сум им ги чувал дечињата на подолго време. Знаат дека добро се снаоѓам со дечиња и мислам дека ќе ми биде полесно, можеби потешко на неа, бидејќи јас додека ќе бидам на настапи, она ќе биде сама, можеби со некои нејзини роднини, пријатели или мои секако, но мислам дека ќе се снајдеме, доволно сме зрели. Ми думи да се пуште мове дека се селиш за Охрид, има вистина за тоа? Не, нема да се селам во Охрид, Ивана ќе остане во Скопје, бидејќи тука имам, нели како и што знаеш, премногу работа, но јас го сакам Охрид. Секако ќе бидеме и кај неа и кај мене и детето ќе биде и вамо и таму, ќе расте нели со баба и со дедо. Така да не ми е проблем и да патувам, како и што кажав, во неколку наврати Охрид ми е омилена дестинација и не ми е тешко да патувам нели нормално и за неа и за детето. Не знам колку знаеш, но Бекстејдж подготвува нешто големо, јас не го откривам тоа. Очекувам заедно да ми се појавите, тоа да биде првото појавување и фала што секогаш твориш отворено за Бекстејдж. Иако сум ти уште но ќе помне со ова. Нема проблем, фала ви и на вас што секогаш сте тука за сите можни наши и мои лични случувања и на мене како бенд ви благодариме што постоите и се гледаме на роден денот. 3, 2, 1